моето 40 годишно искуство во македонската радиотелевизија, тогаш радиотелевизија Скопје, како државен тогаш сервис и според стандардите на BBC, бидејќи бевме членка на ЈРТ у тоа време, секогаш се водеше да го привлече и да ги задоволи интересите како телевизиски производи во сите жанрови јавното мнение. Од денешен аспект, со оглед на големата технолошка развој, големиот технолошки развој на целиот медиумски простор, не само во нашиот македонски, туку и на светско ниво, се предаваат и препораки кои што ги тресираат новите патишта на јавниот сервис, а јавниот сервис е тој кој што спаѓа македонската радиотелевизија во заокружување на современиот начин како да го привлече и вниманието, има и голема улога во креирањето на мнението овде во нашиот простор, затоа што еднаш македонска радиотелевизија, секојаш македонска, тоа е моето мислење. Денешните млади гледаат TikTok, кратки вести, а би сакала македонската радиотелевизија да го следи тој тренд и преку социјалните мрежи со своите содржини има што да понуди да се најде. Така да мислам дека и програмата детската програма што е македонската телевизија, тоа е јавно кажана оценка од Женева дека успеала за време поскоронскиот период да го наметне како еден воспитувач на јавното мнение, а ми е драго што се обновуваат и многу домицилни програми на македонската телевизија, како што е вечната за мене и многу популарна утринска програма.